Владата имаше малку поинаква концепција, но мислам дека конечно мора да ги прифати принципите, правилата што ги предлагате вие. И нашата лоби група што ги прифати, пратениците ги представуваат граѓаните. Ако ние оценивме заедно со вас дека е тоа добра работа, претпоставувам дека владата тоа треба да го испочитува. И мислам дека сме на пат да се усогласиме. И ете ти непристоен предлог. На Македонија многу и требал ваков закон, но на Министерството за труд и социјална политика му треба време за да може да се произнесе. Вжарена атмосфера, предизборие, рашамонијада. И решивме да бидеме конструктивни. Времено го повлековме законот од процедура. Се формира интерсекторска владина комисија за работа на законот и почна усогласувањето. Но полека се застана. Се закажаа предвремени парламентарни избори. И биднаа избори, онака како што бидна. Од нас 18 членови на лобито, само 4 беа повторно избрани. Но види чудо, четворицата ветерани добија 15 нови регрути. Поради предвремени избори што требаше да направиме Македонија, не успеавме и да го донесеме законот. Најмалку што можеме да направиме е да го прилагодиме нашето законодавство кон потребите на едно модерно граѓанско општество, а тоа е општество кое нуди навистина еднакви можности. Сите пратеници и сите јавни лица кои имаат некаков удел во социјалниот живот ќе го дадат својот глас и својот допринос за донесување на што подобри закони. Во даден момент кога го читате првиот текст и првата верзија, вие мислите дека тој закон треба да се однесува за некоја земја која што е многу понапред од Република Македонија, не само на полето на демократијата, туку и на полето на економијата. Че се надеваме дека ќе имаме разбирање и од собранието, и од владата, и од другите институции во државата, да ги измениме и дополнуваме и другите закони кои ќе ги доведат во равноправност без разлика сите граѓани на Република Македонија. Се надеваме дека успешно ќе работи групата, а во секој случај ќе има поддршка сигурно и од владините институции, особено од моето Министерство за труд и социјална политика. Досега направеното го продолжуваме и во овој собраниски состав. Се залагаме за донесување на регулативата која опфаќа материјата за лицата со посебни потреби. Наследивме голема одговорност. Со ангажираноста на сите нас од позиција и опозиција, од сите етнички заедници, ќе успееме да го реализираме донесувањето на овој законски проект. Ние што заминавме, им оставивме голем аманет. Законот мора да биде донесен. Знам дека идат подобри денови за лица со хендикеп и знам дека ќе има закон. Иако многу ми е јасно дека кога има редистрибуција на моќ, ништо не се случува преку ноќ. Гледам секојдневно противниците се помалубројни и ме радува што полека сваќаат дека ништо не може да ја сопре добрата идеја, чие време е стасало. Една стара африканска поговорка вели: ако сакаш да стасаш брзо, патувај сам. Но ако сакаш да стигнеш далеко, оди со другите. Добро ја свативме оваа древна мудрост. И напорот за донесување на закон за заштита на правата и достоинството на лицата со хендикеп го здруживме со оние кои се представници на други рандливи групи. Нова влада, ново стара работна група, нови дилеми и потреба од повторно објаснување и дообјаснување. Како да нема крај? Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato
l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire. Добро знаев дека вие политичарите сте само политичари. Само не знаев како нашите зборови да ги ставам во вашите усни и како тоа да го направиме заедно. Знаеш што? Јас не сум Хемфри Богарт. Ама мислам дека овој крај е почеток на едно големо пријателство. Partigiano, che morto per